Вака изгледаат и вака звучат контролираните експлозии во каменоломот за кои собствениците на имоти од Ореовец тврдат дека ќе ги оштетат нивните куќи, вили и хациенди, дека ќе го остават цел Прилеп без вода, дека ќе уништат наводно археолошко богатство и што уште не. Ископот се наоѓа на повеќе од 700 метри од селото во рамки на законски утврдени граници. Во рамки на законски утврдени граници се и сите мерења на звук, вибрации и загадување. Алфа дојде до резултатите кои покажуваат дека не само што нема никакви отстапувања, туку сите параметри се далеку пониски од она што е дозволено. Овие мерења беа презентирани како докази и во судскиот процес кој го покренаа собствениците на имот во селото, а кој на крајот и го изгубија, откако ги мина сите инстанции. Стратешкиот партнер може да продолжи без никакво ограничување со подготвителните работи, вклучувајќи привремени работи и поставување на локации. На газдите на хациендите во Ореовец им остана само да ангажираат бајачка или астролог во нивните обиди да го блокираат пристапот до државниот каменолом, бидејќи ги искористија сите знајни и незнајни правни и демократски механизми, а сите анализи и експерти утврдија дека не се во право. Сега може да се обидат и со тоа. Очигледно играат на секоја карта за да го запрат проектот од државно значење. Проценките се дека штетите од овие блокади може да надминат дури 150 милиони евра поради пенали кои би морала да ги плаќа државата, но и поради трошоци за купување на материјали од приватни ископувачи наместо од државно земјиште. Симптоматично е што блокадите се однесуваат исклучиво на државниот каменолом, додека приватните кои се наоѓаат во непосредна близина со години функционираат без отпор.